20 сата После? утре вечер. Да. После ќе бидам таму февруар, март, 48 и летото јуни-јули ќе биде без конече, значи долго трае. Тога ќе биде уклучена и диаспората, вториот ќе биде цела Македонија, сите општини. Значи ќе имаме една турнеја од град до град, и објаснеме на луѓето и така. И отворам ова пресконференција на нашето здружение, поттикнато од настаните што се случуваат за нашата земја и во нашата култура. 7 луѓе од различни професии се здруживме во основавме ова здружение на чело со Ѓорги Филев, за да се обидеме да сториме нешто за својата земја, за својата земја Македонија. Мислам дека имаме долг кон предците што се впишани во историјата на оваа земја, за сегашноста и за идните генерации што доаѓаат. Ваков пример во светската историја на мајкава земја не е виден. Денеска кога со полна уста се зборува за демократија и човекови права за свет без граници, се врши притисок, невиден притисок нецивилизиран врз еден народ да го смени своето име, да го изгуби својот идентитет, да изгуби тоа што му го дал Господ, да биде македонец и Македонија. Верувам дека разбирате на сериозноста на настанот што се случува, дека по ниедна конвенција на Обединените нации, по ниедно човеково право, по ниеден Божји закон не е виден ваков пример денеска кога зборуваме за обединет свет да се врши притисок за промена на името Македонија. Мојот живот е стварно чуден. Ме тераше уште дете да се занимавам со тоа што е ново на земјата топка, биоенергијата. Само и јас знаев што носам во себе уште дете. Тешки беа тие моменти кога не може да подели со човек. Се до 85-та година, кога јас јавно почнав да го тоа демонстрирам, а Господ кога сака на земјата топка уште во 3 држави. Во Русија беше Џуна, во Европа бев јас, во Америка Кичеро. Први сме во свето со биоенергија. Само кога Господ дава, дава. Кога Господ зима, зима. Ми даде сила да издржам. Тога ја докажав не само крајнаци во светот, што е биоенергијата, што е тоа. Контакт со другиот свет. Прв пат јавно белдело. Мојот контакт со силите од другиот свет е многу јак. За ова сега што го организирам, да морам да го направам. Енергијата од нашите предци, мртви. Мртви од Божја дарба и со старост, мртви од душмани, мртви за Македонија. Не ме оставаме. Моите патешествија беа тешки и мораше со мисленици како мене да седнам на маса, да разговарам, да го формирам ова здружение. Не е со цел да се мешаме во политиката на луѓето, на нашите политичари, во политиката на светот. Цел е енергетски да ги експлоатираме сите. Ние не сме свесни колку енергијата на нашите предци е вознемирана кога некој сака да не нас исклучи од земјината топка, дека не постои. Може би некој може чуе чудно, јас сум стварно растревожен. Ние сме сите надпартиски определени. Сме чисти македонци со душа и сите наши предци се македонци. Ова го правиме со единствена цел за чувување на името Македонија. За тоа што Македонија е библиска земја, македонско име е вековно, ние сме потомци на античките македонци,
na Filip i Aleksandar Makedonski. Makedonija je okupirana od okupatorите koji treba da se povraćat, a dadeno im je delovi od Makedonija za 100 godini. Во 2014 година треба да е повратак. Дојдов денеска да го дадам својот глас за зачување на името Македонија, односно нашата држава е Република Македонија. Мислам дека тоа право го има секој народ. Тоа значи дека и македонскиот народ го има тоа право. И света работа е да дадеш допринос тоа име да остане вечно. Штрајк со глад за напромена на нашето милениумско име. Не е ни античко, не е ни словенско, туку едно, само македонско. Дали некој човек лично би го променил своето име и презиме? Не верувам дека некој таков би го направил. Па зашто тоа да го направиме за нашата собствена држава? Ова е уште еден цивилизиран гест за македонскиот обстој, македонското име, македонската држава и македонскиот идентитет на македонците во Република Македонија и широм светот. Вечерва се приклучив на моите прекрасни пријатели кои еве сакат да обнародат уште еднаш дека македонецот постои и ќе постои и покрај тоа со овој штрајк на глад е само хумана порака и демократска порака кон Република Грција и кон напредниот грчки народ кој ќе свати дека на балканските простори и в Република Македонија живеат македонци со своја историска цивилизација. Почнуваме со една голема мисија, истомисленици како мене. Со глад 24 часа ќе се потрудиме да анимираме јавноста, да ги запознаеме луѓето дека сето тоа е со цел да го сплотиме овој македонски народ кој е разединет, да му направиме една убава енергија позитивна за да ја спасиме државата, да се спасиме името, да се спасиме себе си, да нашите души почиват, да речеме, во мир. Кога ќе одеме кај нашите предци кои се погинати, кои се убивани, колени, сечени дел по дел за Македонија, да не пречекаат во тај Божи свет со голема, да речеме, Божја мисија. Промена на името на нашата татковина Македонија, не промена на јазикот, не промена на идентитетот, или впрочем, не промена на името Македонија. Едно да ви кажам, ова е прв предувачки штрајк, предувачки од причина што ќе делуваме и понатаму. Ова се само првиот чекор. Ова ќе има втор штрајк во март, февруар и трет пред почетокот на летото, така е планирано. Вториот ќе биде 48 часове, со глад, само со вода, и третиот ќе биде без ограничување. Ова го чувствувам како своја лична мисија и сите така тоа го чувствуваме. Ѓоко, како да не зборувам ја во негово име, меѓутоа, како вчера и на самата пресконференција што кажа, он веќе подолго време се бори со својот порив, со пораките кои ги прима од таа Божја енергија или, како што и самиот вика, од енергијата од душите на нашите предци, кои овде вековно престојувале. Со тој притисок, со тој набој, повеќе едноставно не можеше да се бори или да се спротиставува и некако, како да се израза, можеби Господ не собра да сите си кажеме самите она што го чувствуваме и сето тоа кога водеше кон оваа идеја, кон оваа цел. Дефинитивно, значи,
Нали има една стара поговорка, помогни си сам, за да ти помогне